Детето нема сопирачки. Секое дете заслужува да му се радува на животот. Секогаш поминувај на зелено. Се само дел од пораките кои што учениците од Кумановските основни училишта денеска од градскиот плоштад ги упатија до возачите. Активноста по повод Светскиот ден на детето 20 ноември е во организација на Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво. Денеска организираат еден настан, направија на ниво на основни училишта, направија преубави флаери, сликички, пораки до нас возачите како да постапуваме во сообраќај и едноставно да се ги делат по нашиот народ, по кумановците, за да може да се крене свест за безбедност, нивна безбедност во сообраќај. Еве една порака: не вози пијан, преубава порака, секогаш поминувај на зелено. Значи, интересни пораки и за децата, и за нас, граѓаните на општина Куманово, како да внимаваме на децата кои се вклучени во сообраќај и се пешаци. Светскиот ден на детето е 20 ноември, но тоа не значи дека само на овој ден треба да им се посветува внимание на децата. Која би била вашата порака како представник на Советот на општина Куманово до родителите, до возачите, до повозрастните и до младата популација? Така, нашите деца се одраз на нашето воспитание. Јас секогаш тоа го кажувам. Моите деца се одраз на моето воспитание. Треба да водиме грижа, ова е малку време, не време, каде што многу се посебно под влијание на социјалните медиуми. Треба да внимаваме каде се движат децата, со кого се движат и највеќе да внимаваме што прават на медиумите кои се многу достапни за децата. Влијанијата најчесто негативни се од таму. Така да децата треба да бидат зенит на нашето дејствување и да внимаваме на нив. Секој 20 ноември се одбележува Денот на детето. Целта на овој ден е да се потсетиме на сите тешкотии со кои се соочуваат децата во светот и да размислиме за тоа како да им помогнеме. Светската организација за подобро детство ги потсетува државите, невладините организации и институциите дека се уште има деца кои што живеат во лоши услови, а тие имаат влијание врз нивниот раст и развој во животот. На 20 ноември 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето и на 20 ноември 1989 година ја усвои и Конвенцијата за правата на детето.